Здраво и добре дојде во епизода 17 Wellcast with Јосиф, поддржана од Феникс домови за стари лица. Денеска гостин ни е Ирена Јакимова, тренер за трансформација, жена која што храбрува жени и тренира woman empowerment, жени во предприемништво и ги охрабрува да посегнат малку повеќе во своите потенцијали. Тема која што можеби во Wellcast е специфично да се види во подкастов, но генерално сметам дека е многу важно да се зборува за овие работи и многу здраво и за општеството и за нормално сите ние како чинители дел од општеството и од заедниците кои што неизбежно имаат жени. Ирена има многу и формални титули, многу и неформални титули, али затоа јас нема многу да должам и да зборувам за Ирена, ќе оставам она да си раскаже и за себе и да допреме области и теми кои што сигурно ќе ти бидат интересни и инспиративни да ги слушнаш, а секако остави свој коментар, прашање, поврзи се со Ирена и дади некаков фидбек назад кон нас. YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, социјалните мрежи, секаде оваа содржина ќе биде достапна за следење, така да уживај во овие 50 на минути и кажи ни како ти се допадна. Ирена, здраво и добре дојде во официјално во подкастот Wellcast with Јосиф, така му е насловот, и фала ти што ја прифати поканата, беше прилично брзо комуникацијата, нели се запознавме на настанот жени предприемачки и мислам дека денешната тема ќе биде многу уникатна, прво знаеш, а од друга страна ќе биде инспиративна и верувам дека ќе поттикнеме многу жени, девојки, па и мажи, затоа што треба и мажите и ние придонесуваме у развојот на жените и во тие нели стигми и стереотипи кои што се создавале у минатото. Верувам дека ќе инспирираме и од двата пола луѓе да направат некои промени и да отворат некои нови видици. Така е. Фала многу за поканата, браво за иницијативата што се изработува еден ваков комуникацијски продукт. Вистина на луѓето им треба. И особено на оние што сакаат да видат, да слушнат, на што не им е доволно само книга да прочитаат. И има во денешно време многу можности да научиме, да смениме, да се развиеме, да го извлечеме нашиот потенцијал, многу повеќе од колку што имале нашите предци. Па да не речем дури пред еден век само. Апсолутно, многу е дискрапанцата е стварно огромна. Ирена, заедницава на луѓе кои што ќе го следи овој подкаст и кој што генерално е моја заедница на луѓе создадена низ годиниве, верувам дека немала прилика, можеби поголемиот дел од нив немале прилика да те запознаат и да се запознаат со тоа што ти го правиш, така да јас себе би ти дал време да и кажеш на публиката која Ирена, што прави, каде може луѓето да те најдат, што можеш ти да им помогнеш и што е она што го даваш како вредност во нашава земја и па и пошироко, затоа што не работиш само по Македонија. Да, супер, баш фала. Ќе се осврнам, ајде, кога велиме нели која е, сите ние тоа ниво на идентитет, дали го свестуваме или не, кој сум. Па прво бираме можеби професијата, преку професијата. Некој ќе се представи преку јас сум една жена, јас сум еден маж, јас сум мајка, татко, партнер. Ајде, ќе се представам повеќе преку професијата за да дознаат слушателите, гледачите она што можат да имаат некаква корист, придобивка од мојата работа. И ме инспирираше, се сетив моментов да споредам со една идеја. Тоа е дека од секогаш сум имала дарба или навика, како сакаме да го гледаме, да го гледам најубавото во луѓето. Да гледам и повеќе од она што се во моментот, да ги видам некаде, предвидам некаде, да предосетам што се уште друго би можеле да бидат, да прават. И понекогаш се сеќам така на неколку пати ке ме опоменале, па као
па не можеш баш кај сите да најдеш нешто фино или дека се сите фини. И среќа ништо страшно не ми се случило, да нели не биди наивна толку да гледаш само убавото во луѓето. Среќа не ми се случило ништо од таа дарба и денес тоа ми е една од најјаките страни и вештини во мојата работа. Го преточив во професија. Сум сертифициран коуч, обучувач за возрастни. Кога велам сертифициран, тоа значи дека сум изучила не една, неколку школи кои што потврдуваат дека да, вистина можете да работите по правила, процедури, принципи, вештини што се во светот признати и комбинирам различни пристапи за да работам со луѓе, да им помогнам да го извлечат својот потенцијал или ајде, можеби ова малку апстрактно, да освестат повеќе кои се и кои можат да бидат, да научат нови вештини понекогаш, некогаш се тоа нови вештини, како да правиме нешто, од комуникација до некои апстрактни работи кои што се начин на размислување, начин на планирање, начин на одење кон цели, поставување цели, нели тоа е многу популарен веќе збор, поставување цели, колку добро го практикуваме, сваќаме, применуваме, до методи кај што ние го менуваме мислењето за себе, верувањето што веруваме за себе. И од таму тргнува секоја промена. Нели сите се залагаме промени. Прашањето ми е кога и дали ни се потребни промени. Не е само да се менуваш колку да се менуваш. Нели промени за да имаш одредени поубави резултати во животот. Кои да се резултатите? Некој сака да има поубава работа, некој сака полесна работа, некој сака да заработува повеќе, некој сака да си најде партнер, да си оформи семејство, некој сака да остане бремена, некој сака да отиде некаде да отпатува, да има некое животно искуство, некој сака да заврши некоја едукација. Значи различни се тие нови резултати што сакаме да ги видиме во животот и различни се и патиштата до нив. Моето претходно искуство е долги години во маркетинг, односи со јавноста, комуникација, во најголемите маркетинг агенции, со најголемите компании, светски брендови кои што тука работеа. Потоа работев и неколку години во канцеларијата на Обединети нации, исто во секторот за комуникации, и тука научив поголемата слика, поголеми теми, нели не само бизнисот, комуникациите. Имав од секогаш желба за психологија, иако факултетски, односно како велиме, по формално образование, не сум психолог, но последниве 10 години го натоварив тој дел толку многу со практични методи, пристапи, едукации, кои што секако мораме да ги знаеме и користиме ако сакаме да работиме со луѓе или да работиме со најважната особа во нашиот живот, а тоа е со себе. Да ги применуваме тие сите методи, принципи, бидејќи како што велат од нас, од внатре тргнува се, нели велат се е во главата, и тоа е доста општо. Што значи тоа се е во главата? Дели, што се имаш ти во главата? Кои се тие процеси во главата? Како ти размислуваш, носиш одлуки, правиш избори? Како ја толкуваш реалноста околу себе? Најчесто 99% верувам дека ние сме нели ковачи на својата среќа, како што се кажува. Нам ни се случуваат работи. Имаме околности. Но моќта е во тоа како ние на нив реагираме, како ги прифаќаме, во каква состојба влегуваме, каков одговор избираме. Тука имаме моќ да нешто подесиме од она што ние, да речеме, нели поделени карти, како што сме се родиле, живееле. И така јас велам изучив и работам денес со компании и организации кои што ме викаат да работиме со нивните тимови, било јас или со мои колеги. Работам со индивидуалци, со поединечно со лица. Тоа се често раководители, односно луѓе кои што се директори, менаџери или лидери во некои организации, или луѓе кои што основале своји компании. И во последниве 5-6 години се фокусирав и до усовршив да работам на изнесување, вадење на потенцијалите, јакнење на жените. Ние баш и немаме некои соодветни зборови од англиските
empowerment Да. или feminine power, кој ќе речеме некако зборот мок или омоќување. Малку е грубо. Но тоа е што е оваа индустрија на развој, на саморазвој е развиена од 70-тите години наваму. Како што реков, нели порано немало многу Ама некај нас. во светот. По светот. Значи, во Америка, во Европа паралелно, разни нели автори, школи, насоки, правци се тогаш по креирани и понудени, предадени да речам на јавноста, иако некои мудрости потекнуваат од древните народи, оратори и така натаму. И затоа голем број од зборовите ги немаме на македонски. Да. Немаме соодветен превод. Секогаш кога можам се трудам да зборувам, пишувам правилно и да наоѓам соодветен збор. Кога не можам, користам. Али конкретно empowerment е многу предизвик деликатно како да. прецизно да се. или- Така да еве, ако некој може да ни помогне, Да, нека каже. добре дојдени се секакви идеи и предлози, или пак како да го преведеме, нели, feminine power, женска моќ, сила. Да. Најчесто кај нас, велам најчесто, се подразбира со доминација над некого, нели, некоја физичка сила или моќ. Кога велиме моќ, се мисли токму на она што го кажав и на почетокот. Како да искреирам нешто ново? Нова ситуација, нова јас, нови резултати, нови продукти, нови услови, нешто ново да направам, да придвижам, така го разбираме зборот power или зборот моќ. Сега она што го правиме, истражуваме и учиме која е нијансата, како тоа е поразлично на женски начин, на начинот на принципот на женската енергија. Пошто, нели, мислам, сето ова да не зборуваме дека woman empowerment е и уште поново од, дури подоцна од 70-тите, тоа е, па да не речам, доцни 90-ти, може би почнува да, макар што у Америка и малку порано, али кај нас се уште се уште, иако има прогрес и напредок, се уште е ново за одредени генерации, нели, да разберат зошто е потребата од образование и коучинг и после формалното образование, затоа што не е, нели, како што кажа ти, дали кој ќе ме прашаат кој сум, која сум, јас ќе кажам, нели, титулата според образование или според визит картица што правам јас на работа, која ми е звањето и толку или е нешто повеќе. Зошто, дали woman empowerment го едуцираш и им помагаш на жените да го embrace, и јас со да го прифатат, да го прифатат, да го прегрнат, зграбат, да го прегрнат, да. затоа што, дали со мажите као завршивме, они се веќе empowered, па останаа жените. Затоа што тука ја не сметам дека, нели, и особено на овие простори, порано барем се, додека ја не бев баш, не ја разбирав потребата зошто е толку сега woman empowerment, woman in tech, woman in business, woman in ова, затоа што ја лично немам предрасуди, не сум така воспитуван од дома, сме брат и сестра, никогаш не било ова е за тебе, ова не е за тебе, машко, девојче и така натаму, не сум успевал да го разберам и тоест не сум успевал да разберам зошто се woman in ова, woman in тоа и сме се шалеле со другарите, дека, знаеш, кога демек ние маживе ја оправивме работава, па сега дојдоа жените на ред. Да. Што, кој е твојот став по тоа, дали на мажите им треба empowerment? Да. Ти нареди сега овде многу одлични прашања, Да. неколку одлични прашања, 3-4 да ги на купче да ги размотаме. Да ги размотам. Зошто сега и што ова значи, дали на мажите им треба, и често во компании имам држам една програма за обука за жените и на различни наслови таму ја, како да речеме, формулираат. Понекаде ја викаат женско лидерство и има реакции, зар нас не ни треба лидерство, зошто само за жените?
И одговорот би бил еве некаде во оваа област. Прво, не е ова empowerment или јакнење на жените во никоја насока или смисла да е некаков надпревар со мажите или преземање на моќ, власт или чеке сега кој е подобар. Воопшто не станува збор за тоа. Всушност едно идеално општество би било каде што и мажите и жените рамноправно ги развиваат своите потенцијали, придонесуваат во општеството, во домот, во местата за одлучување, во различни заедници и секој по своите интереси и капацитети си се реализира. Она што е специфично е дека векови наназад малку било поинаку поставено. Она што го гледаме, знаеме како моќ до сега, нели, на какво толкување сме му давале, најчесто во голем број било во рацете на мажите. И места на одлучување, места на заработување, распоредување на финанси, водење компании, нации и така натаму. И сега како тоа се полека се менува и се буди таа свест, се менуваат односите и тоа е, верувам, добро за сите. Не е тоа само дека жените ќе пофатат она што може би пропуштиле, тоа е добро за сите. Времето ќе си покаже, може би е рано се уште за некакви споредби и резултати, но зошто се потенцира и се учи? Прво има специфични разлики. Еве кога велиме ние women's empowerment или feminine power, female empowerment, работиме со специфики кои што се поразлични кај нас жените внатре и заради биологијата која што ни е таква, но и заради условеност со векови од општеството, од околината. И навидум ќе им се дадат на двајца рамноправни услови или околности, но има некои чекори кај што жената сама си се сопира, саботира, не знаејки или не верува во себе, посилен е внатрешниот критичар, гласот кој што ја опоменува, збори, критикува и така натаму. И ред други финеси, нијанси. Впрочем, и на крајот на криштата она, да го свестиме дека сме влегле во играта и ја играме на машки начин. А има и женски начини, пристапи како да реализираме нешто, без разлика во бизнис, во информатичка технологија, во управување, во што и да е. Има и женски принципи на феминината енергија, кои што можат да се применат и жената да биде... И да се даде шанса. Да. Знаеш, пред се, затоа што ние ги немаме резултатите за да ги судиме. Да така, споредиме. Гледаш, виде дека е нашето подобро, знаеш, Да. се уште не е дадена шанса да се видат резултатите. Развојот на планетата Земја, ресурси, индустриализација и се така натаму, веројатно захтевал вакво, нели, владење повеќе на машкиот принцип на енергија, која што сака логика, линеарност, последователност, правење, надпреварување и така натаму, додека женскиот принцип на искажување на енергијата и на присуство, на делување е повеќе креативен, пое флексибилен, не е толку линеарен, логичен, туку е во некои повеќе насоки и може да действува, да се развива со она што сум, кој станувам, а не само со она што го правам со делување. Ќе се шалтаме сега од едно од друго, пошто и ти ме инспирираш со одредени ставови и тоа е информации. женскиот принцип на сега види, знаеш што, еве и да кога бидеме зборуваме проточни. да не и да не биде погрешно разбрано, чисто не дека јас го разбирам погрешно, ама мислам дека останува геп и празнина во, нели, во тоа дека женскиот начин може да биде знаеш, дали ова што ти го зборуваше конкретно е во предприемништво и бизнис, нели, дали тоа подразбира дека ако и се даде на жената шанса да води на нејзин начин со нејзина енергија, дека можеби ќе остануваат празнини во доставување на резултати, нели, во смисла дека не знам, корисничка поддршка, квалитетна продукт, ако конкретно квалитетна услуга, квалитетна комуникација, иако тука сигурно ќе биде подобро, ама дали во женското предприемништво ќе значи дека
ќе биде површно завршена работата? Верувам не. Никако, жените се многу темелни и не сакам да споредувам нели општо дали се потемелни жените или мажите. Не, затоа што зборувавме, спомна на почетокот, машкиот начин е нели со логика, со поише као да има некаков ред, хиерархија, да се знае кој што и така натаму. Последователност. Као да, и Да. тука создава перцепција дека да, без дисциплина и таков ред нема никакви резултати. И сако дали тоа значи дека на женскиот начин ќе бидат површно завршени работите. Да. Иако темелноста секогаш да. Или дали така ќе ги сватат. Да. Да. Одлично прашање. Всушност ние сите ги имаме двата принципи на искажување на енергијата. И една зрела, моќна, балансирана личност, било да е машка или женска, ги користи и двете, и двата принципи. Она што сакав да кажам дека ние жените поради констелациите во општеството до сега пречесто одиме во машка енергија, да на машки начин ги правиме нештата, што не одвојува од нашата суштина и на крајот на криштата не прави може да не прави помалку креативни, помалку и повеќе изморени. Но резултати има и кај едните и другите пристави. Јас работа ми сум работела и со мажи, со доста мажи. Дали се тоа во групи или индивидуално. И она што го велам за работа со жените е моја специализација. Ако треба да избирам, и ако треба да дадам придонес, таму можам најголем придонес да дадам, каде што ги користам сите мои искуства и знаења од бизнис сферата претходно, што сум работела или учела, моите знаења од маркетинг, од комуникација и овие сите знаења на применета психологија, комуникација, лингвистика, биологија, квантна физика, енергија, што како сакате, ги дополнувам, комбинирам за да извлечам кај една жена максимумот или потенцијалот што она можеби го осеќа, ама не го гледа, не знае како да исчекори, да направи некои работи што ги посакува длабоко. И кога велиме разликата меѓу машко, нема машко предприемништво, нели има женско предприемништво, начин, жени во као што го дефинираш и на почеток. Зошто е таа нијанса и специфика? Затоа што до пред 1 век или колку ние не сме имале доволно примери на жени предприемачи. Така. Нема бројки, нема примери кои што ќе ги видиме успешни, вакви, такви, и да се подразбира дека предприемништвото, почнување бизнис, водење бизнис е без разлика за кој пол. Затоа се потенцира, нарекува женско предприемништво, за да му се даде посебно значење, па и поддршка. Сега тука може да отидеме и во областа на кои се улоги, кои се повеќе и поголеми улоги ги има жената општо во животот, во општеството, покрај водењето една фирма или компанија. Каква се поддршка плюс може би и треба на жената, за да може да отвори, води еден свој бизнис. И да дополниме со некои од причините зошто се почесто жените се охрабруваат, инспирираат да отворат своји бизниси. Меѓу другото, тоа е комоцијата во распоред на слободното и работното време. Флексибилноста во распоредување на работното време, кога жената има свој бизнис, и е поголема отколку кога некаде работи. Со тоа, таа може да си ги распореди и другите улоги во семејството, потесно, пошироко семејство, и да одговори полесно на сите. Тоа е една. Втора причина, многу голема и важна, е што голем број од жените отвораат своји бизниси за така да влијаат на светот, за така да имаат импакт, да го направат светот подобро преку своите услуги, продукти или преку примерот што го даваат, како на кој начин и водат бизниси. Или видовме токму на настанот беа доделени награди на жени предприемачки кои што измислиле извонредни некакви софтверски решенија, и така значи предводат компании подобруваат, сериозни. да, свет, начин на живење. Затоа се потребни нијансите на, нели да го нарекуваме се уште женско. Практично ти не зборуваш за подобро, туку дајте му шанса и на овој начин, на женскиот начин. Да го видиме дека постои, дека е можно, дека затоа што велиш, еве не сум гледал никогаш разлика, привилегијата е невидлива, тој што ја има не ја гледа.
Така е. А тој што на некој начин сега да, нели, зависи колку ќе одиме во темава, велам, често жените им било потешко да отворат свој бизнис поради немање време, енергија, фокус. И поради, дали знаеш дека поради тоа што огромен број жени немаат имот на свое име, например, и не можат да земат кредит од банка. Имаше некои истражувања, уште од пред неколку години, па пак ги слушнав, во Македонија е негде се движи во меѓу 2 до 4% имаат имот на свое име и така можат да дадат залог да земат кредит од банка. Полека се надеваме и банкарството се менува, следи, ма сепак мора да има или треба да покажат фирма која што постои веќе, да. Значи затоа има потреба да му даваме посебно име женско предприемништво, како малку да го, нели, да му помогнеме да пркне, да заживее, така, да се покаже. Јас сега многу го разбирам, затоа што ти викам порано ме фрустрираше, тоа што зашо се предприемништво, да ние маживе дупнавме предприемништво, па сега и женско. Али го разбирам. Тоа се нијансите, а инаку секој може и треба да учи за ако сака, нели, предприемништво, лидерство, комуникација. Велам, и јас и мојот тим, мојата екипа, колеги, испорачуваме, водиме обуки, водиме коучинг процеси, групи, тимови, поединци и со мажи. Но има некои нијанси, разлики како тоа се прави со жени и затоа креирав, водаме такви програми, дали се тоа онлайн обуки двомесечни во група, дали се месечна коучинг поддршка во вид на некој виртуелен клуб, дали се понуди пакети за индивидуална работа, дали се овие пакети, односно програми што ги водам во некои компании. И каде што се гледаат резултатите. Значи тоа се нијанси, некои работи што се учат се исти, но некои работи се малку поразлични и е потребно да се поработи на нив со поинаков пристап, со поинакви вежби, поинаква дискусија или коучинг процеси. Ќе ме поправиш ако е погрешно, Inspirit Коучинг. Така се вика брендот на твој. И пошто кога си правев еве истражување да се запознам повеќе со Ирена и компанијата и тоа што она го прави, некаде имаше во некој магазин спомнато дека Inspirit подразбира да се внесе живот, храброст, енергија, дух. Како некој да почне да ги внесува сите 4, како да препознае која недостига од овие 4 вредности? Одлично прашање. Зборувам за жена. Еве, не дека пак ќе речам, не дека мажите ги имаат овие 4 вредности усовршено и совладано, но денеска еве ќе ни биде фокусот баш на тоа што е и твојот најголем фокус секојдневно. Да. Се сетив на приказната како дојдовме до името, еве пак ќе раскажам тука, и како човек се учи додека е жив. Моето познавање на англискиот јазик е во некои врвни нивоа и постојано го користам. И јас тој збор го научив пред 5-6 години, како ќе му дојде сега скоро 7, кога ја отваравме фирмата. Тргнав со друго име и тоа име излезе зафатено. Инспира, беше нешто така. И окей. И сега барам околу ова, сакав да биде нешто што луѓето ги инспирира, а и едуцира како. Не е само да инспирираме. И така листајки најдов на глаголот inspirit. To inspirit значи тоа што го прочита ти. Прв пат го научив тогаш тој глагол. Си реков, ова ми се допаѓа. Тоа ќе биде. Кога отидовме во централен регистар, јас и адвокатите што не регистрираа, односно оде он еднаш па 2 пати, не може ни тоа, нема доволно разлика во зборовите, додајте нешто. Ајде што додам, па додајте консалтинг. Па леле, викам, не сме консалтинг. Клика, не може ни со консалтинг, додајте нешто друго. Викам, може ли Inspirit коучинг, затоа што нашиот главен пристап е пристапот на коучинг. Кликна таму, ова може. Продато. Пуцај. Тоа ќе биде. И така дојдовме до името на компанијата. Како една жена да препознае дали и треба to inspirit herself, да се инспирира себе си и што фали.
Па би рекла во оваа насока. Се случува ли често да сте незадоволни, да се чувствувате како неискажани, како мали, како неразбрани, како да можете уште повеќе во која било област, а тоа да не се случува, да не го правите, нели, како да живееме во некој помал живот. Еве, можам да ја направам аналогијата со примерот на семето на ружа, на грмушка од ружа, или желадот, желадот, што е, нели, еден вид, тоа е семе на потенцијалот да биде даб, огромно дабово дрво. И се тој желад, ако е поставен во соодветна почва, соодветно наводнување, услови, околности, еден ден ќе израсне, ќе расне во голем даб. Ако негде тука се чувствуваме како да сме во желадот, или како да сме, еве, пеперутката исто ми текна, нели, во куклата не може да излезе, тоа се некои места кај што ни треба да вдишеме онака уште повеќе и да видиме што можеме да направиме, што поинаку можам да направам, што уште можам да направам. Тоа е еден пристап. Втор пристап би бил, и често го сретнувам кога работам со жени на менаџерски позиции или сопственички на бизниси, или кои што се промовирани во директорка, управителка на одредена цела компанија или сектор. Чувството дека се морам сама. За се сум јас одговорна, да не речам виновна, едно чувство на вина, се сама. Моментот кога малку кога си дозволиме опуштање и да поверуваме дека има и други луѓе, има и други околности, има и нешто што го нарекуваме дух, спирит, движење, нешто што се движат планетиве некако, а не се судриле до сега. Цел космос функционира и без нас. Не сме се одлепиле од планетава Земја, функционира гравитација. Значи има и нешто поголемо повеќе од нас, да му веруваме и да се препуштиме на некој. Малку само, не многу, нели, не сосема како на лотарија. Тоа би било внесување на духот. И трето е што ми текнува, да проценете, истражете во кои активности, дејности сте најсреќни, ви игра срцето просто, или се заборавате во нив, влегувате во флоу, тоа оди така лесно, резултатите се добри и вие се осеќате добро и давате. Таму да обрнеме уште повеќе внимание, да ја бараме нашата зона на гениалност, нашата зона на среќа, да исто е тоа начин на внесување, да проструи таа енергија, тој дух низ нас. Четврто што ми доаѓа, спонтано, овака од ова не го договаравме, а често го сретнам кај жените, е дозволата за одмор и барање помош. Дозволата да одмараме, едноставно да бидеме. Кај многу жени сум го сретнала, јас сум го живеела и ми се појавува и во мојот живот, кога седиме и не правиме ништо, вина. Се чувствуваме виновни. Под ништо подразбирам ништо, ни во телефон да гледаме, ни телевизија, ни книга да читаме, баш ништо, само да седиме или вака се потпнеме и да битисуваме, што би рекле. Не мора тоа да трае со сати, не мора да е некаква поза или медитација, само да се обидеме да на пауза да се ставиме малку, да си дозволиме одмор. Да не додавам тука и да нега, грижа за себе, малку повеќе благост кон себе, а не захтевност. Голем број од жените се како со камшик кон себе. Ја, најблиското обкружување, па така живеат жените, тргни, мене ми е жал. И жена ми, и мајка ми, и бабата, и сестра ми, ако нели, као да не е дозволено за неизе да ужива, или дека ако дојде време за тоа, треба да, не знам што треба да се случи за да биде заслужено. И да трае најкратко што може, пошто, нели, готово, светот чека на голем проблем. И убаво што го спомна. Чека, ама ќе прашам, од празна чаша можеме ли да дадеме? Ако мојата чаша е празна, кому можам? Ја не сум добра ни за себе, ни за другите. Ако не умеам да се регенерирам, одмарам, да го чувам ова што го имам од природата,
И затоа е тоа убаво и важно да го освестуваме што повеќе. Одмарањето, грижа за себе и дозвола да побараме помош или да примиме помош кога ни ја нудат. Но тоа се длабоки места за длабока работа, вкоренети некои пренесени емоции или би рекла пораки, упатства, нели што е дозволено, што не е дозволено, кога се чувствуваш виновна, кога зошто не бараш помош, смееш ли да побараш и така натаму, како тоа го поврзуваш со своето чувство на вредност. Колку вредам ако не правам ништо. Всушност, една жена треба да има храброст да одмори, да да побара помош, Така е. да Така е. Знаеш до таму тоа стигнува и длабоко да соберам храброст за да се одморам и да не се чувствувам виновна за тоа. И не само една жена, и за мажите важи. Ова исто кога работам со врвни менаџери, некои се зачудуваат. Некои од врвните техники за продуктивност, сум ги учела на светските академии, се токму тоа, да научиме да правиме пауза, да се одмориме, да се регенерираме, а не само да форсираме и да запнуваме. Така што тоа важи и за одредени мажи, не е само собственост и територија на жените. Да, али е поголема, поприсутна кај жените, Почесто, така? да. Ирена, прво пошто спомнавме храброст, зошто на жените им повеќе им недостига храброст? Еве и на настанов на жени предприемачки, тоа беше зборот кој што нели беше зборот на денот, најмногу го исклика како вредност која што една жена треба да ја има. А потребата да ја има е поради недостатокот. Зошто недостасува храброста? Веројатно и кај мажи и кај жени недостасува во различни области, би рекла. 100%. Во различни области. Кај жените не недостасува храброст, туку се бара поголема храброст да отворат бизнис или да водат бизнис, како што нели беше кажано. Токму поради она што го зборевме и пред малку, дека тоа се уште делува како една опасна територија, ризична територија, така, што ако сгрешам, што ако не успеам, па што? Како, што се не учеле нас, нели, за успех, за неуспех. Финансиски ризици. Нели, да не го доведам семејството во ризик, да не нема приход за храна, за што било. Понатаму ризик од осуда од околината. Што ако не успеам, што ако сум преуспешна во кои параметри, па да не ме отфрлат, да не ме искритикуваат. И непознатото, пак, она што рековме, не е нешто што се подразбира, се уште. Не е некоја навика, па се подразбира дека ќе отвориш фирма или ќе имаш свој бизнис, ќе креираш продукти или производи услуги што ќе ги нудиш и ќе решаваш нечии проблеми со тоа е бизнисот. Да креираме продукт или производ или услуга со кој што нечија потреба задоволуваме или некому решаваме проблем. Значи, немаат доволно видено, малку се примерите. Не знам точно сега која е бројката во моментов во Македонија, процентот на бизниси отворени и водени од жени во однос на целокупната бројка, но бидејќи е мала и немаат доволно примери, затоа треба храброст. Така. Да направиш нешто што се уште не е толку вообичаено. А види, знаеш, и не е само тоа у бизнис, храброста и во било која заедница, кај жената е баш поради сите овие работи кои што ги спомна тие, нели да не биде осудена, да нели и се создадени некои граници, дека тоа не е за ти да го кажеш, да го мислиш, да го правиш. Баш така, која си ти, затоа има поета програма, брендот на женската програма се вика ти си таа. Како одговор на тоа праше, која си па ти да отвориш тоа. Ти си таа, затоа што ако ти ја имаш таа желба, таа побуда, тој повик да го правиш, тоа не е случајно. И ти си таа што може тоа да го направи. И исто така, што сакав да дополнам, дека овде е значајно прашањето дали сегде ќе стигнам. Стравот, храброста, така, не е само финансиски ризик, успех, туку дали јас ќе стигнам да одговорам на сите мои улоги, барања во
семејството, во општеството и да водам бизнис. Затоа и дополнителна храброст и во тој дел е потребна. Дали ќе имам време, дали ќе имам сила, дали ќе И дали? трпат другите мои улоги, другите мои области. И одговорот на тоа што е? Индивидуален е одговорот, кај секого е различно, нели сите сме во различни животни околности, доба, помош, непомош, други што зависат од нас, што бара, значи кај секого е различно и затоа е најубаво секој да си ги премери, процени и да си ги разбуди деловите во себе кои што велат окей, има нешто што не знам, треба да го научам. И ќе учам. Друг дел да си разбуди кој ќе рече дозволено е да бараш и да примиш помош. Прашај некого, побарај да ти помогне да направи што и да е, нели таа помош. Така ќе дојдеме до одговорот, до храброста да се почне тој еден проект, да се отвори своја фирма. Што исто сакам да кажам и не е ни задолжително дека секој сега треба да биде предприемач. И не е срамота ако не си предприемач. Треба да имаш желба за тоа, да имаш таков пристап кон нештата. Ама можеш да бидеш позадоволен, така да и подобро да придонесуваш и на работа како вработен, да си продуктивна, во семејството, во заедницата, постојат многу други различни начини како може импакт да се направи, не само преку бизниси. Да. И најверојатно одговорот на тоа дали е да пробаш, пробај. Биди како ја ќе знам што ми е омилена храна. Да. Ако не пробам, истото и во ова, пробај. Токму тоа ова ти е одлично. Кај нас доста не такво образованието и воспитанието не учат, нели, дека срамота е да не успееш. Што значи да не успееш? Нели, некој бизнис функционирал, па пропаднал, па не функционира, па го затвораш, отвораш друг. Во поголемите и поразвиените пазари тоа воопшто не е страшно. Или, например, во Америка, нив ги поттикнуваат, учат да постојано пробуваат, отвораат некои своји бизнис потфати и фирми. Така што не е страшно што велиш, ако тоа не е голема штета, па и тука е прашањето што значи голема штета, што е ненадоместливо, да. А најчесто кој е мал бизнисот не може да биде голема штета. Не може, баш така. Ниту импактот, ниту штетата. И затоа е чекар по чекар. Али знаеш, веројатно перцепцијата за голема штета е од тоа колку ќе ме осудат, нели, останатите околу мене, пошто ако некој ти наметне дека па добро, нели, срамота е, па видели што направи, така натаму сето тоа и да се 1000 евра за некого може да биде крај на свет и така се враќаме на она што рековме на почетокот, се е во нашата глава. Па е нешто и овде кај што се емоциите и енергијата исто така. Како ние ги толкуваме нештата? Како доаѓаме до одлуки, како поставуваме цели, како учиме, како прибираме помош, како веруваме, дали воопшто веруваме дека можам да пораснам со знаење, со ум, со интелигенција, со вештини, како гледаме на успеси и неуспеси, на еден случај, неколку случаи. Тоа е она што го велиме и на тоа работиме кога велиме личен развој. Да ти учиш нови пристапи и да стануваш нова личност, која што претходно не си ни можела да замислиш дека ќе бидеш, дека можеш така да размислуваш, да се однесуваш, да влијаеш, да носиш такви одлуки, постапки. Тоа е личен развој. Да еволуираш. Да е баш така, да еволуираш, иако тоа е се невидливо, неопипливо и не ни е толку многу јасно, па зашто тоа ми треба. И таму најмногу одскокнуваш. Јас често знам да се пошегувам, но ова последниве 10 години што го изучив, променив, применив на себе, да не кажам колку инвестирав, ми донесе, ме промени многу повеќе отколку факултетот, магистратурата на Шефилд за бизнис. Да, научив основи, учев, знаев, работев, знаев вештини. Но како јас тие вештини да ги ставам во функција, на поголеми резултати, на крајот на гриштата зборуваме, нели, за wellness, за добробит, за еден убав живот. Да. Не е пошто види, убаво го кажа, еве и Wellcast и подкастот, така се вика. И еве и како, знаеш, те запознав на предприемачки, онаш успев да го прочитам вчера, истражувајќи повеќе за тебе и за тоа што го носиш како вредност. И денеска ни разговоров и кога си правам ретроспектива, знаеш, ако погледнеш, Ирена, и е
и се образовала, и е мајка, и е сопруга, и е води бизнис и подучува други луѓе како и да водат бизнис и како да се развиваат и така натаму, што е некоја дефиниција на total wellness, и некако како што и јас го разбирам, затоа што wellness и well-being не е само ти да си навежбан, здраво нахранет и не знам, и да медитираш. Така, туку е многу поширок аспект. И во, што според тебе е well-being? Што е еден стандард, што може да биде еден стандард за добар велнес на една жена? Да, баш убаво прашање well-being, да се биде, бидување, личност, особа. Имам и јас места и процепи на кои што се уште работам и ги јакнам и од таму тргнуваме. Значи прво од таму тргнуваме што ми се случува во различните области во животот. Ние во коучингот имаме една алатка наречена тркало на животот, па круг и во него 8 области цртаме и оценуваме. Кои се 800 области? Па беше, секако имам здравје и фитнес, професионална исполнетост, професија, работа, пари и имот, имање, нели, abundance, Така. пари, финансии, интимни релации, социјален живот, релаксација, така нешто беше шестата, личен развој и мислам дека спиритуалност, Добро. се на памет не ги знам сите, може некоја пропуштив или од прилика се. Значи сите некој вид области во животот да ги процениш каде како ти оди, како која си или кој си таму во таа област во својот живот и да видиш во која сакаш некоја промена да направиш за да действува таа и на сите други. И по мене well-being е по твоите критериуми, по своите лично, секоја да си ги најде, да си исполнуваш резултати во сите области што ти се важни во животот и да видиш како тоа влијае, како тие влијат меѓу себе. Тоа е она што во областа на life coaching што го, ако сакате, што го работиме. Мислам дека не мислам, туку те разбрав, што е. Сега и тука имам прашање, дали е подобро да човек не може сите да се подеднакво развиени, нели? Да. Тоа е стварно тешко и е доживотен процес. Да. Но што ако некој нели забележи дека заработка на пари му е нешто што лесно му оди од рака, знае, може, и дали е во ред да целосен фокус да има таму, а при тоа останативе столбови да се на резерва. Во смисла, така имам многу пари, ама в здравје и фитнес ми е за никаде. И дали одржливо пред се? Релации многу слабо. Да. Кон каде води тоа? Или е подобро, слушај, скрати од времето кон тоа, дали може би целосната посветеност кон едно нешто, во случајов ја ги спомнав парите, некогаш и поради празнините кои што ги имаме на другиве столбови. Може и тоа да се случува. Може и така ние, тоа е како дали една анестезија. Дали е поворед да биде некако побалансирано или едно да штрчи? Без разлика кој е од столбовите. Во тој Поубаво е да е побалансирано. Пак ќе речам се е индивидуално. Кој што си сака и му треба и особено во кој период од животот. Каде треба да интервенира, нели некогаш ќе се посветиме на нешто малку повеќе, малку подолго, ама после треба на друго да се интервенира. Пак ќе се вратам на она. По твоја мерка, дали се чувствуваш задоволно, исполнето, реализирано? Дали си се уште во семката или си дабот што пушта гранки или семката на грмушка од ружа или си грмушката која цвете па уште може да цвета, па може да фрли семка и таму да влијае.
И ги учиш луѓето да се Чувството. преиспитаат по сите тие 8 Да, и тоа. вредности кои што ги спомна. Да, и тоа на одредени работилници или места, а го допираме и во менаџерскиот коучинг. Кога јас работам со менаџери, директори на различни институции, организации, фабрики или било се мажи и жени, јас не ги подучувам нив како да водат фабриката или како да ја водат компанијата или ова. Работиме на вештините на личноста, каде што треба да се подобри, дали е тоа комуникацијата, дали е тоа односот со другите, дали е тоа планирањето, дали се тоа поголеми некои одлуки, концепти или често пати е и самиот well-being. Како ти се организираш да функционираш, да истраеш, да траеш, не си нели менаџер за 1-2 години па после на лекар во болница. Како да истраеш, како да имаш едно задоволство во повеќе области од животот. Еве, не мора во сите 8 да имаме нели чиста 10 во секој момент. Зависи од афинитетите и од моменталните потреби. И затоа тука не може резко да се раздвои лайф коучинг со бизнис или со екзекутив коучинг. Затоа што тоа сме ние во нашиот живот. Сето нашиот личен живот се одразува во работата и нашата работа се одразува во другите делови од нашиот личен живот. Да, и дали веруваш во work-life balance? Како, како терминологија е трендинг у последно време. Ја лично некако ми е страна, како зборче, и како зборче, не верувам дека човек цело време сметам дека игра во тој. Баш така. Не можеш ти да ги да создадеш перфектен баланс. Ја поише сакам work-life интеграција, integration, него ли кој е твојот став кога зборуваш со менаџери и со жени за work-life баланс? Да, дури имаме и во женски вебуки цел еден модул за ова. Токму ово, ти баланс да постигнеш, значи сегде во исто време и пази колку е тешко да го држиш ти балансот. Тоа е како акробати одење по жица. Тоа веројатно е таков некој збор избран и исто сум и јас за зборот синергија, за зборот интеграција, за баш зборот well-being. Да сум во сите своји сфери и улоги и свесна дека не морам во исто време сегде да бидам за чиста десетка. Значи во денот, во неделата не морам да бидам за чиста десетка. Во ред. И мајка, и колешка, и партнерка, и сопственичка на бизнис, и обучувачка, или менаџерка, кој каде сметам дека тоа е еден замислен идеал, перфекционизам, кој не држи во некое робство, не е потребно во секој време исто да се измери. Ки има периоди кога повеќе ќе си фокусирана, ќе се даваш на професионалниот дел, некогаш на здравието, некогаш на децата, некогаш на семејството. Мислам дека тоа треба вака целосно, холистички да се мери и гледа. Каква ми беше годинава? Каква сакам сега оваа новава да ми биде? И да биде еден процес, Кај да бидам? Имаме тенденција некако да се осудиме, денот заврши Да. и дај да си пресудам каков беше денот, за петка ли за уште ова не го направив. Ние жените уште повеќе 8 работи ќе направиме, 2 ако уште тоа да го завршев, како тоа не го завршив и просто ќе си легне немирна, а тие 8 не ги гледаш што све успеав и колку дали беше тоа важно, големо, дали беше важно за моето, за која од овие области. Е таков начин на гледање на нештата. Сакам да вежбаме и да практицираме. Супер. Ирена, не ми се верува дури дека поминаа 50 на минути веќе. Излета време, али тоа значи дека ја уживав и верувам дека ќе имаме уште гостувања, пошто ми недостига да го развивам и понатаму и разговоров и е потребно. Мислам, овие теми ја би бил пресреќен да се почесто да бидат поприсутни, бидејќи многу загадена етерот е многу загаден со содржини кои што воопшто не носат никаква не вршат предност, работа, не вршат работа, напротив. Така да и фала што ја прифати поканата, што беше дел од Wellcast-ов и се надевам дека ќе прифатиш и следна кога ќе се договори. Со задоволство. Како велам, додека немам свој подкаст, ќе поддржувам други. Порано се сеќавам, се смеев, ке речам, ако не можам да имам своја некоја невладина за некоја коз, ја имав усвоено 2-3,
невладини организации или некои здруженија, некој што им помагав и помагам се уште, па така и ова. Тука сум, ми е задоволство. Ова се широки, големи теми. Да, и затоа треба доста подкаст. апстрактни за некој од нас, нели да допреме, а ги пренесувам и сакам да ги пренесувам кога обучуваме или кога работиме коучинг, со многу конкретни насоки, чекори, прашања за тоа да умееме практично, не е само да зборуваме и филозофираме, Да. туку практично како да го живееме тоа, како да го правиме секој ден. Супер, продолжи само Фала и многу. јас барам ќе Фала за- следам се што правиш. Фала за поканата, да. Фала Со ти. среќа и кај вас. Фала.